Од 1 март минимална плата од 18.000 денари. Зголемувањето ќе започне со мартовската плата, што значи дека веќе во април околу 80.000 работници во земјава ќе земат минимална плата од 300 евра. Со ова е исполнето барањето на синдикатите кои инсистираа минималната плата веднаш да биде зголемена на 18.000 денари, укажувајќи дека тоа е екзистенцијална потреба на работниците во услови кога се зголемени животните трошоци. 80.000 наши сограѓани, работници во различни индустрии, почнувајќи од мартовската плата, ќе земаат најмалку 18.000 денари. Оваа сума означува раст на нето платата на овие работници за околу 45 евра месечно. Зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, која на работниците ќе почне да им се исплаќа на почетокот на април, е мерка која во најголема мера ги опфаќа вработените во микро и малите претпријатија, трговијата, преработувачката индустрија и други важни индустрии во земјата. Оваа мерка е всушност продолжение, односно дополнителна поддршка за овие дејности кои беа помогнати и низ целата COVID-19 криза. Од синдикатите се надеваат дека порастот на минималната плата позитивно ќе се одрази и на растот на останатите плати во државата, односно дека ќе се почитува член 8 од Законот за минимална плата. Оваа потребна борба, одлучна, суштинска, екзистенцијална, неопходна за работникот. Денес ја добивме платата минимално 18.000 денара со разбирање од нашите социјални партнери, како што кажав, во минатиот период владата застана тврсто позади нашите барања, се докажува тоа денеска. Добивме минимална плата која изнесла 62% од просечната плата. Работодавачите очекуваат поголема продуктивност од работниците, а допрва ќе ги прават анализите за тоа какви реперкусии ќе имаат врз работењето. Организацијата на работодавачи ја поздравува одлуката на владата за зголемување на минималната плата. Истовремено мора да кажеме дека ние ова е нова одлука за нас со нови методологии и нов пристап. Од таа причина ќе мора дополнително да го консултираме нашето членство и дополнително да излеземе со став на членството по однос на реперкусиите на минималната плата врз нивното работење и врз процесите на продуктивно работење во иднина. Како што вети и синдикатот, работниците дополнително, како задоволни од минималната плата, ќе допринесат за зголемување на продуктивноста. Од таа причина очекувам да останат достојни на својот збор. Пред вчерашниот состанок минатата недела беа одржани 2 седници на економско-социјалниот совет, кои беа без договор поради различните ставови на синдикатите и работодавачите. Во петокот, Бизнис конфедерацијата излезе со предлог зголемувањето на минималната плата да биде субвенционирано од страна на државата. Ваквиот предлог беше разгледан на вчерашниот економски совет на владата.